Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на заедницата на локална самоуправа и градоначалник на Скопската општина Киселавода, господинот Орце Ѓорѓиевски. Градоначалнику, по големиот пожар во Расадник, што ќе се гради таму? Поголемиот пожар во Расадник, како што изјавив и за медиумите, но го изнесов тоа и на мојот Facebook профил, нема да се гради ништо. За да се гради во Расадник треба да се донесе детален урбанистички план. За разлика од минатото и концептот од минатото, каде што во Расадник требаше да се изврши груба бетонизација од мојот претходник, од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, тој е бившиот градоначалник на Киселавода, мојот концепт беше поинаков, кој што го понудив, граѓаните го поддржаа и тој концепт станува пракса, односно почнува во пракса да се реализира, а тоа значи во првиот дел од своето ветување јас кажав и заврши успешно објавување и избор на меѓународен конкурс за идејно решение за Расадник. По завршената постапка треба допрва да се нарача изработка на детален урбанистички план. Согласно финансиите на општината, кога ќе бидеме во можност ќе извршиме постапка во која што ќе биде нарачан детален урбанистички план, но во моментов сме далеку од таа постапка, така да сумирам долгото на кратко, во Расадник нема ништо да се гради. Во Расадник јас препорачав на оние кои што беа загрижени, бидејќи во моментов единствено може да засадат некоја овошка, зеленчук и така натаму, можат слободно да искористат својата имагинација и креација и да пристапат кон такво нешто. Конкурсот заврши минатата година, беа избрани грчки и хрватски архитекти како победници на конкурсот. Рековте, далеку сте од нарачка за детален урбанистички план. Што е проблемот? Општината нема доволно пари за да се изработи сега нов урбанистички план? Па видете, ние функционираме по приоритети, по предлог на граѓаните. Концептот во функционалност, односно креирањето на буџетот е променет и приоритетите ги утврдуваме на годишно ниво, така беше минатата година, така ќе биде и оваа година, согласно финансиите кои што ги имаме на располагање, према потребите на граѓаните, односно приоритизација правиме на клучни проекти кои што треба се реализираат во наредниот период. Ќе видиме годинава каква ќе биде состојбата при креирањето на буџетот, секако во тоа неминовно ги вклучуваме граѓаните. Нема вршење во перспектива груба бетонизација таму, контурите ги поставивме, она што го планираа во минатото оди настрана, односно нема да го види светлото на денот и излеговме како структура која што ја раководи општината доследни на нашето ветување пред нашите сограѓани. Имајќи в предвид дека следната година е изборна година, може ли се очекува во наредната година да биде предвидено пари во буџетот за детален урбанистички план за тој регион или ќе чека некоја друга година? Согласно, повторно ќе кажам, приоритетите на реализација на проектите во перспектива, можеби и да биде нарачан детален урбанистички план, но и да се нарача детален урбанистички план, тоа е постапка која што не се решава преку ноќ. Тоа е постапка во која што и многу други институции се вклучуваат, пред се и граѓаните ќе бидат вклучени во јавни анкети и така натаму, нешто што повторно ќе кажам недостасуваше во минатото. Во име на ЗЛС од владата побаравте да ги зголеми казните за создавачи на диви депонии. Зошто барате зголемување на казните наместо повеќе инспектори на терен? Знаете како, од една страна треба да се влие и на инспекторите, но еве во мојата општина имам неколку инспектори, значи не е дека немам инспекција, но постапуваат по тарифници, односно глобите се премногу ниски. И сега ако земете во предвид одредена градежна компанија, која што во неколку наврати ја казнуваме за истата работа, предпоставувам дека концептот нивни е подобро ќе ризикувам да ме казни општината со 30, 40 или 50 евра, отколку да го носам отпадот во Дрисла. На овој начин сметаме дека ќе влијае во глобала на целата слика, затоа што ние генерално досега се занимаваме со последиците. Сега ќе влијаеме на причинителот на сето тоа и 30 на години во држава ние генерално во политиката се занимаваме со решавање на последиците, но при тоа никој не обрнува внимание на причинителите, односно на начинот на кој што доаѓаме ние да се занимаваме со последиците. Со казни во висина од 3 до 5000 евра и со можност за одземање на возилото на сторителот, на тие 2-3% од населението кои што ради несовесноста нивна страдаат сите наши сограѓани, дали е тоа во Скопје, дали
или било каде во било која општина низ Македонија, сметам дека сериозно ќе влијаеме да се спречи таквата појава и дека ќе има што помогу такви појави во перспектива. Докаде е идејата за комунална полиција? И ваши претходници и ваши други колеги со години бараат спроведување на еден ваков проект, но во пракса се уште ништо нема. Па и тоа е еден од проектите, односно измените на закон на кој што работиме. Има тим формиран од градоначалници, од составот на градоначалниците од нашата заедница од ЗЕЛС, кој што работи во комуникација со Министерството за внатрешни работи, кој што работи во комуникација со дел од пратениците од законодавниот дом. И мислам дека до крајот на мојот мандат, како градоначалник на Кисела Вода, а со тој претседател на ЗЕЛС, ќе го види тој закон светлото на денот и тоа ќе биде генерално со мали модификации од она што можеби во минатото се предвидувало. Ќе биде проект кој што ќе го види светлото на денот и ќе предизвика состојба во која што повторно ќе имаме нормализирање на состојбите на терен, поголеми овластувања за инспекцијата и санирање на овие штети кои што малкумина ги предизвикуваат во општеството. Владата не ги исполни барањата на скопските градоначалници да и се одземат ингеренциите на градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска за комунална хигиена, паркови и зеленило. Какво законско решение барате конкретно кога министерот за локална самоуправа Златко Пирински при една од неговите последни изјави рече дека законот не дозволува да се поделат овие предпријатија на скопските општини? Па согласно постоечката законска регулатива, нема законска можност за интервенција во овој дел. Прво мораме да споменеме дека тоа не е став на поединец, беше на сите скопски градоначалници, барање од сите скопски градоначалници, за кое што разговаравме и со премиерот, но не се откажуваме ни од нашата идеја и сме во фаза каде што составуваме тим, исто од градоначалници, кој што ќе работи со стручни служби за интервенција во законот. Знаете како, сега е најизразен проблемот во Скопје. Утре ден може да биде изразен проблемот во било која скопска општина. Не може еден човек поради за него разбирливи причини или било каква фрустрација да држи заложници цел град, цела општина и така натаму и така натаму. Градоначалниците ја спојаѓам од себе си. Согласно постоечките закони за локална самоуправа се недопирливи, се презаштитени. Значи можете да смените градоначалник на избори. Јас сметам дека треба да се ограничи моќта. Тогаш и градоначалникот ќе знае дека може да почне, но нема да му заврши можеби мандатот до крајот на мандатот. И логички е дека ќе размислува за нешто да реализира. Ние имаме градоначалници од минатото кои што 4 години ги поминаа во хибернација мандатите, кои што ги преспаа народски кажано мандатите. И нема никаква казна. Казната единствена е изборите. Мора да има да се воведе механизам со кој што и порано може да дојде до одговорност, не зборам само за кривична одговорност, но за одговорност кај градоначалниците и на тој начин да се регулира неговото работење или неработење. Ако некој е избран, како што јас сум бил избран, не значи дека можам сега 4 години да спијам, земајќи ја во предвид состојбата дека не постои законска регулатива за некој да ме промени. Токму затоа правиме тим кој што ќе работи на измени во законот за локална самоуправа и ќе се однесува токму на овој дел. Дали вие лично би поддржале законски измени со кои што ќе се овозможи смена на градоначалник поради ставање на листа на санкции, неспроведување на програма или презадолженост на општини, што е редовен проблем на ниво на цела држава? Прво јас би поддржал такво нешто. Појаѓам, јас сум градоначалник, јас кажувам дека преголема е моќта на градоначалниците, на оние кои што ги водат општините, но пред се сите сме избрани од граѓаните. Се почнува и завршува со граѓаните. Мора да има механизам, по кој што механизам ќе може и порано да одлучи некој за вашиот мандат. Рековте дека работите на некое законско решение кој што ќе ги упрати. Реков дека составуваме тим кој што ќе работи за многу скоро на тоа. Конкретно во кои насоки е размислувањето за да се ограничи моќта на градоначалникот? Ограничување во смисла како што е состојбата со градот Скопје. Недопустливо е да продолжи голготата на скопјани, која што трае впрочем од почетокот на мандатот на Арсовска, поврзана со функционалноста, односно нефункционалноста на јавното сообраќајно предпријатие,
катастрофално лошите состојби со комунална хигиена и неработењето на истата, односно неисполнување на своите обврски, лошата состојба со паркови и зеленило, нереализацијата на она што е обврска на водовод и канализација. Имајќи ги предвид долготрајноста на бирократските процедури во земјава, претпоставувам дека вакви законски измени би дошле по локалните избори, не пред. Сум свесен, но и сите како колеги сме свесни дека ова не се процеси кои што преку ноќ се менуваат, но мора од некаде да се почне. Ако 30 години некој не го превземал тој чекор, ние сме помлада генерација и сметам дека сме генерација која што треба вистински промени да предизвика во држава. Ние сме практично над 600.000 граѓани заложници на волјата на само еден човек. И тоа не треба така да функционира. И затоа треба измени да направиме. Јас сум градоначалник, јас сум апсолутно свесен, но и сите мои колеги, дека со ова и своите можности досега си ги скратуваме. Но ова мора да се направи. И ние сме таа генерација која што треба да ги донесе овие промени. Кога веќе споменувате Арсовска, какви промени има во односите со работката со градоначалничката по минатомесечните напори на владата да посредува меѓу скопските општини и град Скопје? Па ние имаме практично, знаете, секоја комуникација во животот е двонасочна улица. И за истата да се одвива треба двајцата да бидат расположени. Ние можам да ви покажам илјадници дописи на кои што не ни возвраќаат од градот Скопје или од јавните претпријатија. А да не говорам па за немањето комуникација градоначалник визави градоначалник на Скопје. Така да и не е состојбата таква кисела вода визави градот Скопје, туку сите општини. Сите општини, а во Скопје има градоначалници од сите политички партии. Колегата од Центар од Социјалдемократскиот сојуз, можете да го прашате. Колегата Курто Дудуш, мислам дека беше, не знам од која точно политичка партија, но не е од редовите на ВМРО ДПМН. Знаете како, Арсовска во почетокот презентираше во јавноста конфликт со мене. После месец дена почна во јавноста да споделува дека има конфликт со Христијан Мицкоски. Па после некое време почна да има конфликт со директори на јавни претпријатија, кои што биле од редовите на ВМРО ДПМН. И на крајот на денот народот свати, а и го видовме тоа во пракса, дека практично со сите има конфликт, Даниела Арсовска. Ние не можеме да кажеме дека со некого нормално комуницира. Дали е тоа со представник од влада, од мината, од сегашна, дали е тоа со представник на локална самоуправа, дали е со советниците во градот Скопје во советот, дали е со директор на јавно претпријатие. Таму знаете дека за во Гинис може да се кандидира градот Скопје и градоначалничката за број на променети директори за 3 години. Ова не се случило никаде во светот. И е парадоксално и смешно. Смешно е, но на крајот на денот е повеќе трагично од што е смешно, затоа што последиците се за нашите сограѓани. И јас неколку пати го имам споменато тоа, се работи за жал за конфликтна личност, без менаџерска способност, апсолутно никаква, и човек кој што и покрај тоа што нема добар начин на комуникација, нема менаџерски способности, одбива и да прими совет кога некој се труди да помогне за да се надмине одреден проблем. Дали вие ќе бидете следниот кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН? Па тоа зависи од повеќе фактори. Мене приоритет во моментов ми е да ги дореализирам сите проекти кои што сум се уврзал пред моите сограѓани да ги реализирам, а де факто најголем дел од проектите ми се реализирани, над 90% имам уште еден сет на проекти кои што не сум ги ветил, но ова е жива материја, произлегле и се реализирале. Логички и нормално е секој човек да има, особено во политиката, амбиција за нешто повеќе да сработи, да остави резултати позади себе. Доколку сметаат граѓаните дека јас добро ја водам општината, секако ќе има анкети нашата политичка партија, доколку одлучат граѓаните за тоа, при тоа и телата на нашата политичка партија, Централен комитет, Извршен комитет и секако председателот на партија, мислам дека би бил добар градоначалник на Скопје, не се плашам од работа и сметам дека можам да допринесам многу за градот Скопје. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.